Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Гимназијата Мирче Ацев Прилеп одбележа 80 години од настава на македонски јазик. Автоконтрол повторно во улога на општествено одговорна компанија со нова донација во детското оделение при општата болница Борка Талески Прилеп. Книгата од Вангел Божиновски «Вон билансна евиденција» промовирана во Прилеп. Од 7 до 9 јануари во Полска ќе се одржи Европско првенство во карате. Имаме двајца представници во Прилеп. Времето денеска топло со максимална температура до 15 степени Целзиусови. За утре најава за стабилно и топло време. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Гимназијата Мирче Ацев Прилеп одбележа 80 години од настава на македонски јазик. Учениците прв пат во училницата влегле на 1 февруари 1945 година. Чест и привилегија е да се биде гимназијалец. Гимназијата е столб на општественото живење во Прилеп. Многумина успешни лекари, професори, инженери, архитекти, сликари, спортисти, музичари, својата успешна приказна е започнале токму во оваа гимназија. Денес на овој ден сакам да ги поздравам и учениците, нашите ученици, гимназијалците кои што ја продолжуваат оваа успешна приказна. Денешниот ден ќе го одбележиме со повеќе активности. Утрово започна турнир во одбојка, машки и женски, меѓу учениците од средните училишта. Во холот на училиштето имаме изложба која што ја подготвија учениците од нашето училиште и со една свечена академија, односно свечена седница на наставничкиот совет, која што ќе заврши со пригодна програма од учениците. Прво, како пензиониран професор од гимназијата, да го честитам празникот, да посакам уште многу вакви јубилеи, бидејќи не е малку 80 години да бидиш центарот на образованието во Прилеп, како што спомна и директорката. Од тука произлегува најголемата интелектуална сила на Прилеп, која што го носела Прилеп напред, како еден од најпрогресивните градови и во Македонија и пошироко во регионот и во обкружувањето наше. Значењето на овој јубилеј е голем, бидејќи представува гордост да се дочека 80 години постоење. Во гимназијата за овие 80 години поминаа околу 14.000 ученици, над 300 професори, 45 надворешни соработници, 17 имаме административни работници, 48, околу 48 технички персонал и така натаму и така натаму.
Автоконтрол во улога на општествено одговорна компанија повторно донираше во Општата болница Борка Талески Прилеп, овој пат донација за детското оделение. Станица за технички преглед Автоконтрол од Прилеп по кој знае кој пат повторно ја покажа на дело својата хуманост и општествена одговорност како компанија. Овој пат тие донираа лаптоп на детското оделение во Прилепската општа болница. Како општествено одговорна компанија, веруваме дека секој мал чекор кон подобрување на заедницата има големо значение, велат од Станицата за технички преглед Автоконтрол. Книгата од Вангел Божиновски «Вон билансна евиденција» е промовирана во Прилеп. Дефиницијата за тој наслов е вие имате фирма. Фирмата има средства кои се во оптек и тие влегуваат во билансот, купено, продадено, долгува, побарува и така натаму. Но има еден термин кој се вика вон билансна евиденција, тоа значи вие имате богатство во фирмата поради разни причини. Најмногу поради тоа што во тој момент постојат некакви законски регулативи кои мораат да бидат исполнети за вие тој капитал да го пуштите во оптек. Од 7 до 9 јануари во Полска ќе се одржи Европското првенство во карате. Од Прилепскиот клуб Спорт 94 имаме двајца представници. Тренинзите се борби, значи во борби, карате борби, и во овој клуб само се работи борби, значи нема, нели во карате имаме кати и борби, само во клубов се работа борби. Континуиран е тренингот, континуиран, значи без престане, меѓутоа овие сега пред самото првенство се по активни тренинзи, а сега во последна фаза е малку порелаксирачка, да бојда надпреварувачите одморни и здрави пред се на самото првенство и да се стемпира формата за на самото првенство да биде топ и да се постигне резултат. Временска прогноза. Времето денеска топло со максимална температура до 15 степени Целзиусови во Прилеп. За утре метеоролозите најавуваат стабилно и топло време. Се очекуваат врнежи од дожд, а на планините снег. Во понеделник, велат метеоролозите, ќе дува умерен до засилен северен ветер, кој ќе предизвика опаѓање на температурата. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.